И на крајот што останува? На крајот останува фактот дека тие не поддржаа ниту една одлука. Ниту одлуката за членство во НАТО, ниту една одлука за зачленување на државата во Европската Унија. Најеклатантен пример е гласањето на договорот со Фронтекс. Тој договор е прв договор и за него сме зборувале тука јас и министерот Спасовски. Во оваа сала пред вас. Е прв договор во кој што македонскиот јазик е заедно со сите други јазици на Европската Унија одобрен од сите земји на Европската Унија, вклучително и Бугарија и Грција. И не влегува да го поддржат. Не влегува во собраниската сала. Ниту го поддржа, ниту влегува во сала. И увидувајќи дека направиле грешка, нивниот изговор беше дека не го слушнале звончето за да влезат во сала. Ја разбирам дека пратеникот на Демократски сојуз ај не го чул звончето. Постаре човекот. Ама вие бе млади, вие имате млади пратеници од Куманово, има еден пратеник често е на телевизија. Млад човек, тој е помлад од мене. Како не го чул звончето? Како не го чул? Видите, тоа ви е кога детски барате изговори. За работи кои што сте требале да ги направиле, а сте избегале да ги направите. И истото се случува и во последните денови со одлуката на германскиот Бундестаг. Имаме голема одлука на една од најголемите и најзначајните држави не само во Европската Унија, туку и во светот, со која ни даде силна поддршка на европскиот пат на државата и признание, значајно признание за македонскиот јазик, идентитет и култура. Но таа одлука не беше поддржана од сестринските партии на ДПМН. Од ДПМН не направија ништо за македонскиот идентитет и воопшто не лобираа за оваа резолуција која што се донесе во Бундестагот. А велеа, само недела дена пред тоа, дека они, кога ќе дошле на власт, ќе испреговарале подобра преговарачка рамка. Они ќе испреговарале подобра. Па тие три пратеника не можат да обезбедат во Бундестагот, три пратеника не можат да обезбедат, они со 27 земји ќе испреговарале подобра преговарачка рамка. И што се случи? Излегува сите амбасадори на земјите членки на Европска Унија, кажаа, тоа е преговарачката рамка и чутат сега. Затоа треба да си ги преиспитаат своите чекори. Они ако толку сакаат анкети да водат и ние ќе им нарачаме една. Бојан ќе им нарача утре една, уште поише дека водат. Само нека почнат да размислуваат рационално и да почнат да делуваат државнички. Бидејќи интересот на земјата, на народот, на граѓаните, мора да се стави на прво место. Еднаш во животот, нека го стават на прво место. Не може да се дозволи, да си дозволи една партија да не биде дел од ниту еден државнички процес во државата, да не поддржи ниту една важна одлука за еднината на државата. Бидејќи сите ние имаме одговорност пред граѓаните и пред земјата, да застанеме сите рамо до рамо, братски, и да ги носиме одлуките кои што се потребни за децата да ни живеат тука во европска држава. Ние ќе продолжиме со нашата посветена работа. И нема да застанеме на процесот за кој што веруваме и знаеме дека е исправниот пат за државата. Бидејќи ние секогаш сме биле на вистинскиот пат како политичка партија и како коалиција. Бидејќи тоа се истите коалициони партнери кои што заедно бевме во опозиција и која го зборувавме истото ова, кое што го носиме како придобивка за државата. Бидејќи на крајот на денот разликата е помеѓу интеграција и изолација. Граѓаните сакаат да живеат во Европска Унија. И ние треба одлуките да ги донесеме заради интересот на тие граѓани. Бидејќи пред нас имаме историска шанса да продолжиме со европската интеграција, бидејќи досега имаме невидена и никогаш толку јасно искажана поддршка од сите наши партнерски земји од Европската Унија и од Соединетите Американски држави, или да застанеме. Бидејќи денес, за прв пат денес, ветото нема да дојде од надвор. Ние секогаш сме имале вето и предизвици заради некоја друга држава. Сега прв пат ветото доаѓа од внатре. Од партија која не поддржала ниту една одлука.